Ова се председателски избори кои никој не ги очекуваше. Закажани за 28 јуни, откако иранскиот председател Ебрахим Раиси загина во хеликоптерска несреќа во мај. Раиси беше ултраконзервативец кој се сметаше за можен наследник на врховниот водач на Иран, ајатолахот Али Хамнеи. Кој да го замени Раиси може да одигра клучна улога во транзицијата на власта кон нов врховен лидер и во поставувањето на идниот курс на Исламската република. На оваатава дебата учествуваа 6 председателски кандидати избрани од политичкиот естаблишмент во земјата. باید بره تحریم رو حل کنه، رفع تحریم رو تلاش کنه. Меѓу нив се и конзервативниот председател на парламентот на Иран Мохамед Бакер Калибаф и Саид Џалили, тврдокорен представник на врховниот лидер во Советот за безбедност на Иран и поранешен нуклеарен преговарач. Има и еден осамен реформист, поранешниот министер за здравство Масуд Пезешкијан. Тој беше во кампањата во Техеран, обидувајќи се да ги привлече особено жените гласачи. اگر زنان ایرانی، دختران ایرانی و همه اون کسانی که با صندوق‌های رای قهر کردن بیان پای صندوق‌ها، حداقل قضیه اینه که اون تمامیت خواهی که اون طرف و نگاه بسته‌ای که دارند رو میتونید جلوشو بگیرید. Хамидреза Азизи, соработник на Германскиот институт за меѓународни и безбедносни прашања, вели дека дури и Пезешкијан ја следи линијата. At least so far in the first presidential debate and also in the kind of public appearances that Pezeshkian has had, we haven't seen a strong politician in his character. So he, on one hand, expressed explicit loyalty to the supreme leader, which is not weird, which is not unexpected. But if you want to show yourself as somebody different from the establishment, this is something that you would do at least in a kind of more, delicate manner. Слушателите на Радио Фарда изгледаат неимпресионирани, а многумина велат дека нема да гласаат. از 80 نفر فقط 5 نفر تایید شدن برای ریاست جمهوری. آقای خامنه‌ای میگه ما رئیس جمهور خوب متعیین میکنیم. احتیاجی به آرای شما نداریم. یعنی ما شما هیچ کاره هستی، هر کاری بخواید میکنیم. حضور در انتخابات جمهوری اسلامی به منزله تایید و مشروعیت دادن به این نظام است. در حالی که این نظام هیچ گونه مشروعیتی نزد ما مردم داخل ایران ندارد. من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن. همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه ای نیستن و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رای بدن. The reason for public's lack of interest is that they simply don't see any space for real change. They see this kind of increasing domination of the political system by the hardline and conservative camp, and the overall political system getting more and more repressive and closed. Најголемата моќ во Иран ја има врховниот лидер Хамнеи. Тој сега има 85 години и можно е следниот председател да ја надгледува клучната транзиција кон нов лидер. Хамидреза Азизи смета дека затоа естаблишментот прави се за да го контролира процесот. The so-called deep state, which consists of the core leadership of the IRGC and people in the office of the supreme leader and also people from the security establishment. That same deep state is doing its best to ensure that one of the 4 candidates that basically belong to the hardline camp, Ghalibaf, Jalili, Ghazizadeh and Zakani, one of them would be the next president. Новиот председател на Иран исто така ќе дојде на власт во земјата, веројатно подлабоко поделена од кога било. Младите девојки и жени продолжуваат да се приведуваат поради неносење хиџаб. Приведувањето и смртта во полицискиот притвор на 22-годишната Макса Амини во 2022 година предизвика протести низ целата земја и голема полициска акција.
Иран продолжува да се соочува со меѓународна изолација и со регионални тензии. Западните санкции остануваат на сила поради нејзината програма за нуклеарно збогатување. Иран започна невиден напад со беспилотни летала и ракети врз Израел во април, откако Израел ја бомбардира амбасадата на Техеран во Дамаск. Во меѓувреме, председателскиот надпревар станува се пожесток. Овде советникот на Пезешкијан излезе од ТВ студиото откако неговиот микрофон беше исклучен за време на жестоката дебата со тврдокорниот панелист. Тој беше поздравен од неговите приврзаници. Иранската анкета на јавното мислење од 13 до 15 јуни го направи Мохамед Бакер Калибаф јасен лидер со 34% од гласовите. На второ место се Џалили и Пезешкијан со 21%. Се предвидува дека излезноста ќе остане ниска, околу 52%.